Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ке имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, драги слушатели, еве повторно заедно со нашата и ваша емисија Извор на надеж на Адвентистичкото радио на Глас на надежта. Емисии кои се емитуваат во вторник и четврток со почеток во 9 часот. Еве денеска ќе имаме интересни содржини. На почетокот би сакал да спомнам неколку мисли за надежта. Кога животот присушува, Бог отвара нов извор. Надежта не е бегство од реалноста, туку сила да се соочиш со неа. Секој ден е нова страница во книгата на надежта. И кога солзите паѓаат, надежта шепоти, се уште не е крај. Прекрасна мисла. Кога солзите паѓаат, надежта шепоти, се уште не е крај. Бог не ветил лесен пат, но ветил дека ќе биде со нас на тој пат. Надежта се раѓа таму каде што луѓето престануваат да се подпираат на себе и му веруваат на Бога. Во најтемната ноќ, светлината на надежта свети најако. И уште една мисла, Исус извор на жива надеж за секое срце што верува. Нека и овој ден кој е пред нас, почитувани гледачи, навистина Бог да биде извор на надежта на секое срце што верува во Бога. Сега ќе имаме прилика да ја слушнеме молитвата Оче наш, а потоа ќе следува една убава христијанска песна. Одеме сега да слушнеме молитвата Татко наш или Оче наш. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес, и простини ги долговите наши, како што им ги проштаваме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин.
После ова убава песна, почитувани гледачи, се враќаме повторно во студиото да ја најавам следнава точка, тоа е ќе слушнеме зборови од првото послание до Тимотија, 6 глава. Одиме да ги слушнеме сега овие избрани текстови од Новиот Завет. Должностите на слугите, залажните учители. Задоволете се само со она што е потребно. Да се бориме за верата. Заповед за богатиот. Глава 6. Оние кои се наоѓаат под робско иго, господарите свој нека ги сметаат како достојни за секаква почест, за да не се хули името Божјо и учењето. Оние пак кои имаат господари што поверувале, нека не се однесуваат кон нив незаинтересирано за тоа што се браќа, туку со поголема усрдност да служат, бидејќи тие што ги добиваат нивните услуги се верни и возлюбени. Така поучувај и советувај. Кој поучува, инаку и не врави по здравите зборови на нашиот Господ Исус Христос, и според учењето за благочестноста, тој е помрачен од гордоста, не знае ништо и е болен од празни препирки и запрашувања, од кои произлегуваат зависта, карањето, хулењето, лошите мисли. Залудните препирки меѓу луѓето што имаат изопачен ум, лишени се од вистината. Тие мислат дека побожноста служи за трговија, бегај од такви. А голема печалба е на вистина да биде човек благочестив и задоволен со себе си. Бидејќи ништо не сме донеле на светов, јасно е дека не можеме и ништо да однесеме. Но кога имаме храна и облекло, со тоа да бидеме задоволни. А оние што сакаат да се збогатуваат, паѓаат во искушение, во примки и во многу неразумни и штетни желби што го потопуваат човекот во пропаст и погибел. Зашто коренот на сите зла и сребролюбието, на кое што некој откако му се предадоа, се отклонија од верата и си навлекоа многу маки. Но ти, човеко Божји, бегај од ова и стреми се кон праведност, побожност, вера, љубов, трпеливост и кротост. Бори се во добриот подвиг на верата. Држи се за вечниот живот, за кој си повикан и си дал добра исповед пред многу сведоци. Ти заповедам пред Бога, кој се оживотворува, и пред Исуса Христа, кој ја посведочи добрата исповед пред Понтиј Пилат, да ја запазиш заповедта чиста и безпрекорна дури до доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос, кое што, кога ќе му дојде времето, ќе го открие блажениот и единствен владетел, цар над царевите и господар над господарите, кој е единствен, безсмртен и живее во непристапна светлина, кого никој од луѓето не го видел, ниту може да го види. Нему нека му е чест и сила во сите векови. Амин. Заповеда им на богатите од овој свет да не се гордеат, ниту да се надеваат на непостојаното богатство, туку на живиот Бог кој ни дава за наслада се во изобилие. Нека прават добро, нека богатеат со добри дела, да бидат штедри и пристапливи и по таков начин да си собираат сокровиште, добра основа за иднината, за да постигнат живот вечен. О, Тимотеје, пази го она што ти е предадено и клони се од нечисти и празни разговори и од расправи на лажната наука, со која откако некој се занимаваа, се отклонија од верата. Благодатта нека биде со тебе. Амин.
После ова убава песна следува рубриката Кратка духовна порака од Библијата. Да слушнеме денеска пораката која е приготвена. Најголемо сознание. Библијата ни го представува Немија како човек од доверба на дворот на персискиот цар Артаксеркс I од 5 век пред нашата ера. Царот два пати го поставил за гувернер на Јерусалим и Јудеја. Бил современик и соработник на големиот свештеник и духовен водач во Јерусалим, Езра. Како гувернер, Немија ги обновил урнатите ѕидови на Јерусалим и спровел значени верски и социјални реформи. Иако Немија не бил ниту свештеник, ниту пророк, прочуена е неговата молитва при повторното воспоставување на јавното читање на Божјиот закон. Овој високообразован војник, способен организатор и вешт управител, со својата молитва ја потврдил својата вера во основното учење на Библијата за Бога како Творец на земјата и небото. Подигнувајќи ги раците кон небото, Немија му се обратил директно на Бога со зборовите: Ти си единствен Господи, Ти го создаде небото и небесата над небесата и сета нивна војска, земјата и се што е на неа, морињата и се што е во нив. Ти го оживуваш се тоа и небесните војски, ти се клања Тебе. Немија 9.6. Со својата молитва Немија не упатува да ја отвориме Библијата, почитувани. Во низините први стихови Бог се објавува како Творец на земјата и небото. Само Бог може да ја отстрани таа непродзирна темнина над бездната. За Немија Бог бил единствен извор на животот, на светлината и силата. Сиот свет испливувал од мракот на непостојањето во светлината на животот на неговата реч и заповед. Немија знаел дека да се создаде значи да се доведе во постојање. Бог создал се, материјата и сите нејзини облици, живи, неживи, од ништо и без учество на какви да е природен процес. Библијата кажува дека преку Словото на Господа се зацврстија небесата и преку Духот на устата Негова сета нивна војска. Псалом 33.6. При создавањето на Вселената Бог не користел никаква порано постоечка материја како што мора да го прави тоа вајарот која го делка и го обработува грубиот камен во благородна скулптура. Ваквото создавање се нарекува прво создавање, што не значи дека Бог во натомошното формирање на светот не ја користил веќе создадената материја. Библијата истакнува, например, дека Бог го создал од земјот прав човекот, 1 Мојсеева 2.7. Во својата пристапна молитва Немија го објавил Бога како творечка личност, чија што мудрост и намера се гледаат во самото планирање и во создавањето на Вселената. Ниту Немија, ниту кој да е друг писател на Библијата зборува за Бога како за некоја нежива, механичка причина или принцип. Подигнувајќи го погледот кон небото, Немија видел совршена хармонија и ред, единство и промисла во Вселената како и насекаде во физичкиот свет околу себе. Звезденото небо, например, земјата со својот разнообразен животински и растителен свет, разнобојните птици во воздухот и рибите во водата не можеле да бидат производ на една случајност. Еден прочуен професор по биологија имал обичај да им каже на своите студенти дека можноста за настанувањето на светот сосема случајно е рамна на можноста на настанувањето на еден речник со експлозија на една печатерска машина. Немија не бил научник, но знаел дека Вселената не е илузија, туку стварност. Не можел да не види насекаде на светот длабока прецизност, математичка пресметка, геометриска правилност, разум, цел и убавина. Библијата зборува за создавањето на нашиот свет во времето и во просторот. Уште повеќе, таа прва објавила дека земјата лебди во просторот, зашто Бог ја држи земјата небесна, необесена на ништо, вели Јов во 26 глава 7 стих. Иако Бог во своето провидение не им дозволил на луѓето да го видат ниту почетокот, ниту крајот на неговата творечка сила, сепак им ја дал својата реч да ги води од почетокот до крај.
Немја секој миг од животот го сметал толку важен, што секогаш барал совет и помош од Божјата реч. Безброј докази во природата му сведочеле дека за се што е создадено стои Творец, разум, а не слеп случај. На секое место и на секоја должност неговото срце се издигнувало кон Бога. Пред именувањето за гувернер на Ерусалим, кога царот го прашал дали нешто сака, Немја пред да даде одговор, за миг му се обратил на небесниот Бог во молитва. За тој миг самиот еве што запишал. Тогаш му се помолев на небесниот Бог, Немја 2:4. Немја не верувал во случај, туку во Божјата семоќ, во неговото сеприсуство и сознание и ништо не сакал да му препушти на случајот. Ги застапувал интересите на својот народ и пред царот и пред Бога. Неговата молитва била примена и тој добил од Бога и од царот се што барал за својот народ. Како гувернер Немја никогаш не си ги припишувал успесите себе си. Во Ерусалим пред народот изјавил дека за се му благодари на Бога. Еве што кажал, зашто добрата рака на мојот Бог беше над мене. Немија 2 глава 8 стих. Немја не ја знаел суштината на животот, зашто и тогаш како и денеска проблемот на животот бил обвиткан со тајанственост. И денеска научниците за животот судат според само неговите надворешни манифестации. Но иако Немја не можел да ја долови тајната на животот, сепак сватил дека неговиот извор лежи во Творецот. Видел дека животот нема ниту тежина, ниту кој да било друга димензија, но дека има сила. Животот ја оживувал природата, но природата никогаш не била творец на животот. Само Бог дава живот. Немја не можел да ја свати Божјата сила, но редовно се радовал за низиното постоење. Тој истакнувал величествената вистина дека Бог е извор на сигурноста на сиот живот и на небото и на земјата. Немја покажал што може да постигнат верата и молитвата, мудрата енергична акција, светите намери, возвишените надежи и посетувањето. Тој го изградил не само зидот околу Ерусалим, туку и целиот град го вдахнал со својата вера и храброст. Својот народ го учел да чита, да пишува и да постапува онака како што пишува, односно како што пишува и учи Божјата реч. Неговата молитва станала пример на вистински однос кон Бога како творец и одржувач на се. Немја и како гувернер имал време да го обожава небесниот Бог. Тој го запознал не само како творец и покровител на Вселената, туку и како Бог на својата душа и не се срамувал да признае дека има нешто што ја надминува моќта на неговото сваќање. Еден од големите лекари на светот, Келвин, ги кажал овие значени зборови. Ако размислувате доволно научно, науката ќе ве принуди да верувате во Бога. Докторот Келвин имал право. Логиката бара да веруваме дека невидливата Божја рака сите појави во растителниот и животинскиот свет ги наредила според законите што ние луѓето допрва треба да ги откриеме. Драги пријатели, Творецот можеме да го почитуваме и да го љубиме, да го сакаме и да му се молиме. Тоа нека биде и ваше најголемо сознание и предимство. Moćen Gospod Spasitelj, nikoj ne kako ti, nikoj ne kako ti, da ti si Bog. Moćen Gospod Spasitelj, nikoj ne kako ti, nikoj ne kako ti. Ќе ti dam slava, čest i hvala, te
ti danom slava, čest i hvala, jer te vozdignam ja s tebe, jer go slavam ime to, da ti si Bog, motim Gospod spasitelj, niko ne kako ti, niko ne kako ti, da ti si Bog, motim Gospod spasitelj, niko ne kako ti, niko ne kako ti. Драги пријатели, драги гледачи и слушатели, полека дојдовме до крајот на ова наша денешна емисија. Би сакал и денес да ви ја понудам бесплатно дописата библиска школа, која може да ја проучувате дома, во вашата домашна просторија или атмосфера, што би се рекло, со вашите пријатели, со вашите домашни. Тоа е дописата библиска школа, Библијата зборува .mk. Секој од вас кој сака може, значи, да ги напише овие зборови и ќе ви се отвори веб страницата на дописата библиска школа и ќе најдете неколку подрачја на ова дописна школа, што ќе можете да ја изучувате по дописен пат и на крајот добивате една убава диплома. Да ја видиме сега и самата реклама за дописната библиска школа. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве, драги пријатели, драги гледачи и слушатели, дојдовме до крајот и на ова наша денешна програма Извор на надежта, емисија која се емитува секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Пред да се одјавиме, денеска би сакал да ви го понудам бесплатно Новиот Завет на македонски јазик. Значи, овој превод е од Библиското здружение, убав превод, значи течен литературен македонски јазик со фусноти. Значи, приготвене навистина разбирливо, односно читко да се чити и да се разбере пораката на Светото писмо. Сите вие кои сакате да го имате ова джепно издание, повелете, пишете ни, а ние ќе ви испратиме по пошта на вашата домашна адреса. Еве, драги гледачи, ви благодарам што бевте и денеска со нас. Поделете ова емисија на ваши пријатели и роднини, значи одете на YouTube каналот и таму се поставени сите досегашни емисии кои сме ги одржале, има интересни содржини, споделите го тоа, да можете и тие да се охрабрат и да го пронајдат изворот на надежта. И посакувам убав ден и се гледаме во наредната емисија. Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, Извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме.